Кристина, добро утро, се одмрзна гнијата. Убав сончев ден во Украина, но што се случуваше во текот на вчерашниот ден и ноќта, поведи. Добро утро, Саша. Во текот на вчерашниот ден с големи бројот на жртвите како епилог од оној страшен напад вчера во градот Краматорска, во другиот град во кој што погодија Кременчук, во кој што го погодија шопинг центарот. До овој момент 18 тела се извлечени од подурнатините, уште 7 делови од тела кои допрва треба да бидат идентификувани, 20 и по 21 лице се трага. Во текот на вчерашниот ден продолжија нападите на градот Днипро, утринава, некој половина часа пред ова вклучување, русите го нападна повторно градот Миколаев со ракети и таму се уште се трага и се уште се обидуваат да проверат колку жртви има во моментов. Инаку денеска што се случува во Киев, сите улици се овде повторно блокирани бидејќи има една посета се работи за председателот на Индонезија. Зошто е важно и зошто го кажувам, бидејќи тој ќе председава со самитот Г20 и увеќе упати покана до рускиот председател Владимир Путин да присуствува на тој настан, односно на тој самит. Путин ја прифати таа покана, но вчера во текот на вчерашниот ден италијанскиот премиер Драги рече дека Путин сепак не може да присуствува на тој самит. На тој самит е предвидено и украинскиот председател Владимир Зеленски да се вклучи онлайн. И она што медиумите шпекулираат е дека не е исклучена можноста практично двајцата председатели да се вклучат на самитот на Г20 онлайн. Тоа се накратко најновите информации, веќе новинари веќе почнуваат да се собираат овде да го пречекаат индонезискиот председател. Јас верувам дека украинските колеги имаат голем број прашања за мене. Кристина, накратко, денеска, вчера започна оној неформалниот дел, да кажем, на самитот во Мадрид. Денес и утре се главните состаноци кои што на тој висок самит на НАТО, кои што ќе зацртаат и нов стратегиски концепт на алијансата за годините, за деценијата што доаѓа. Веќе се дадо изјави и тоа од клучните луѓе на клучните земји членки на НАТО дека поддршката за Украина ќе трае се додека тоа биде потребно, бидејќи таму не постои расположение да му се попушти на Путин на ниеден начин. Има ли одгласи од тие средби во Украина и како се коментира овој самит во Украина? Има и се коментираат доста позитивно, доста веруваат во сите странски, во сите меѓународни сојузници дека нема да престанат да ја поддржуваат Украина и дека ќе продолжи поддршката и со оружје и со финансиски средства, за дека знаете дека модерно оружје пристигнува цело време. Само ден предходно веќе имаше изјава од страна на НАТО дека НАТО ќе испрети и современо, но и советско оружје, за да може да се одбранат украинците додека да бидат обучени за употребата на новото оружје, но се појавија и информации на украинските медиуми за тоа дека Русија се заканува на овие неколку важни држави кои што се дел од овој самит и практично е некаква шпекулација, така некако се толкува таа закана дека можеби би можело војната да се прелее и на други држави, односно Русија да ги нападне овие држави кои што најмногу ја поддржуваат Украина. Кристина Атовска, благодарам за ова вклучување од Киев утринава. Продолжуваме и утре со последниот додуше извештај за оваа сезона на утрински брифинг, бидејќи како што веќе најавивме од 1 јули ќе правиме она традиционална летна пауза